Во пресрет на новогодишните празници, граѓаните го подготвуваат својот домашен празничен амбиент. Повозрастните анкетирани штипјани, и оние кои имаат мали деца и внуци, но и оние кои немаат, велат за нова година традиција е да биде украсено. Елка, лампиони, светилки со цел да се добие пред новогодишна еуфорија и да се дочека новата година. Не е важно кој колку има, дали украсите се нови или останати од претходната година. Битно е амбиентот да биде соодветен за празниците и целото семејство да се собере дома, додаваат граѓаните. Да, секако. Обавезно. Па елкичка, нешто на балкончето ставиме лампиончиња, да се знае дека иде убав празник, нели нова година еде. Секако пак ќе украсеме, како не сме спремни. Шо има тоа, не е важно, ама важно да си пречекаме сите убаво, живи и здрави и до година да ни се оправи Македонија поубава, да биде по-богата, повеќе пари за младите, работни места да се отворат, да не ни бегат по странство. Тука не ги вреднуват газдите, ама тамо знаете ли колку ги вреднуват газдите? Па елка украсуваме, деца сакат многу елка, па зимаме играчки, закачуваме, правиме елката богата да биде, лампиони и се правиме. Па сега ќе почнат веќе. Ќе почнат да младите они тоа чекат. Децата па ајде кога ќе биде. Сакат они. Елкичка. Сега ламбички ставаме. Со добро да го чекаме новата година. Па елкички така поскромно. Селички украшчиња и елкичка маленка и да. Ние сме стари. Немаме мали деца. Анкетираните граѓани во Штип додаваат дека се согласни и градот за нова година да биде соодветно украсен. Центарот на Штип новогодишно ќе светне на 7 декември, а во периодот пред нова година ќе се организира и Божиќен маркет на шеталиштето Ванчо Прке. Програмата ќе биде во склоп со барањата на граѓаните, а анимации ќе има и за најмалите и за повозрасните.